Рехао, главниот во домот. Еве, селекторе, кога чекавте и тој момент да играте против вашата Шпанија, со која што освојувавте медали на големите приредби, како ќе се чувствувате недела против татковината? Чудно, зашто јас мислам дека има добра репрезентација, има многу пријатели таму и ќе играме против нив. Јас сум многу среќен, зашто за нас, за мене е најголем успех да играме против нив и сега ние сме пред нив. Тогаш за нас ќе биде финал, ама сега треба да одмориме денес и утре ќе се спремаме се и ќе се почнеме уште еднаш. Какви беа реакциите од Шпанија и од шпанските репрезентативци? Да, новинарите на Шпанија ми се јавија вчера сите што сакаат да знаат околу нашата репрезентација, околу нашите играчи, околу се. Добра ситуација со сите и ќе видиме. Интересно. Да. Селекторе, одигравме фантастично во Загреб, со еден силен ритам. Можеме ли да го задржиме овој ритам на игра, бидејќи турнирски е многу напорно, одигравме драматични 3 меча? Да, тешко е, ама јас мислам дека кога имаш мотивација, илузија и се според план, подобро од што мислевме. Јас мислам дека сега ние сме прво место, е важно што можеме да одмориме, што имаме проблеми со некои од нив и јас мислам дека сега имаме 3-4 дена и ќе биде многу добро за нас. Рехао, главниот во домот. Германците ги изненадивте тактички, подготвувате или некој трик, некој изненадување и за Шпанија? Не можам да кажам ништо. Јас мислам дека секогаш треба да адаптирам се. Ние се играме против Германија, во Германија не се игра никогаш против Петеден, тогаш ние тренираме оваа ситуација и ние не употребувавме Петеден никогаш, ама знаеме да браниме така, зашто кога Киро Лазано не може да промина, треба да употребуваме оваа одбрана, одлучиме, беше добро, Борко беше фантастично и добро и што ќе правиме против Шпанија, не знам, зашто вистината е дека јас не гледав ништо. Сега треба да се спремаме и ќе решиме.